Во ова издание на Newsflash ке гледате. Председателот Џо Бајден вели дека САД се подготвени да интервенираат во одбрана на Тајван доколку Кина го нападне. Војната во Украина уште долго ќе биде проблем во полето на економската безбедност, велат македонските експерти. Во Македонскиот Црвен крст згрижени 250 лица од Украина. Има ли капацитет и услови за повеќе? Останете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чанаумовски. Председателот Џо Бајден рече дека САД ќе бидат подготвени да интервенираат за да го одбрана Тајван доколку Кина изврши инвазија. На пресконференција во Токио Бајден беше запрашан дали САД се подготвени воено да се вклучат во одбрана на Тајван, имајќи предвид дека Вашингтон не сакаше да го стори тоа по руската инвазија на Украина. Да, тоа е обврска што ја превзедовме, рече Бајден, без да образложи детали. Тоа е последното очигледно оддалечување на Бајден од пристапот на стратешка двосмисленост што американските председатели долго време го прифаќаа кога зборуваа за можна кинеска инвазија на Тајван. Како одговор, кинеското Министерство за надворешни работи брзо возврати, велејќи дека Пекинг нема простор за компромиси или отстапки за прашања поврзани со неговиот суверенитет. Бајден даде слични забелешки во октомври и во двата случаи представници на Белата куќа брзо се обидаа да ги разјаснат коментарите на Бајден. Како што рече председателот, нашата политика не е промената. Тој ја повтори нашата политика на една Кина и нашата посветеност на мирот и стабилноста преку тајванскиот теснец, изјави официјален представник на Белата куќа денес. Американскиот функционер сепак не се повлече од коментарите на Бајден за одбраната на Тајван. Во Токио исто така Бајден рече дека Кина се игра со оган, но дека не очекува Кина да употреби сила за да се обиде да го заземе Тајван, особено сега откако светот се спротистави на руската инвазија на Украина. Јапонскиот премиер Фумио Кишида, кој зборуваше заедно со Бајден, понуди помалку директен одговор за тоа дали Јапонија ќе интервенира воено за да го одбрани Тајван. Сепак Кишида рече, едностранните обиди за промена на статус кво со сила, како во Украина, никогаш не треба да се толерираат во Индо-Пацификот. Изгледите за мир во Украина се далечни и уште долго ќе ги чувствуваме последиците, особено во полето на економската безбедност со враќањето на новата студена војна на европско тло, смета професорот Ѓуровски. На оваа тема разговараше нашиот колега Тоше Огњанов. За цврстување на безбедноста на Европа, но во исто време и создавање нова студена војна меѓу НАТО и Русија, се може да настани по одлуката на Финска и Шведска да се приклучат на Северноатлантската алијанса. Така сметаат домашни познавачи на безбедносните и политичките состојби на релацијата НАТО-Русија. Европа на овој начин сметам дека прво покажува единство политичко, сплотеност дека ќе се брани во евентуален напад од Русија и други надворешни земји, но воедно е еден така наречен политички пркос на агресивната политика на рускиот председател. Универзитетскиот професор Маријан Ѓуровски смета дека токму руската инвазија придонела за враќање на политиката на милитаризација. Одлуката на Путин за војна агресија кон Украина ја промени играта во Европа и генерално нејзината иднина. Имајќи во предвид дека Шведска и Финска од 1995 година се земји членки на Европската Унија, се воено неутрални и овој потек води кон наместо политика на економија пред се кон милитаризација на Европа и на светот. Новинарот и познавач на руските политики, Мирча Дамчевски, сепак не верува дека Русија би извршила напад врз Финска како врз Украина. Но ќе распореди дополнителни, може би не многу сили, но ќе распореди техники, современи техники за следење, за разузнавање, значи кои што би ја штителе таа граница. А мислам дека незадоволно би била Русија доколку не се стават трупи на НАТО или нуклеарно оружје ниту во Финска, нити во Шведска. Противењето на Турција пак кон членството на двете земји се оценува како политичко пазарење. Шведска е многу демократска земја и таму се поддржуваат демократските партии, односно Курдската работничка партија. И сега Ердоган смета дека еве време доколку вие сакате да влезете во НАТО, да поведете сметка за курдите, односно за Курдската работничка партија што е во Шведска.
За големата вежба на НАТО, што неодамна се одржа на Криволак, велат дека упатила јасна порака за македонската позиција кон идните случувања. Потврда уште еднаш дека Македонија донела исправна одлука кога се одлучи за полноправно членство во НАТО, но воедно ги делиме и покрај придобивките и обврските кои може да се зголемат на одбрамбениот систем во евентуална потреба за испраќање на друг тип на поддршка. Македонија е членка на НАТО и таа мора да го работи она што произлегло од заедничките договори. Во меѓувреме, судирите во Украина не стивнуваат. Познавачите сметаат дека можноста за скорешен мир таму е далеко од веројатна. И дополнително уште долго ќе ги чувствуваме последиците, особено во економската безбедност од ова враќање на новата студена војна на европскиот континент. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Нема македонски државјани кои се наоѓаат во Украина откако сите кои побарале помош биле извлечени по руската инвазија на украинските градови. За сега мал е и бројот на бегалци од Украина кои за солниште побараа во Република Северна Македонија. Во меѓувреме локални компании почнаа да нудат работа за овие луѓе. Мики Трајковски има повеќе. Речиси 3 месеци од почетокот на војната во Украина, според официјалните информации, сите македонски државјани и нивните семејства се вратија назад во земјава. Сите тие што побараа и стапија во контакт со нашите дипломатски представници и Министерството беа извлечени, велат од Министерството за надворешни работи за Глас на Америка. Согласно досегашните информации со кои располага Министерството, во моментот нема наши државјани кои бараат помош или организиран начин за излекување од Украина. Но за разлика од некои други држави во земјава, бројот на бегалци од Украина е се уште мал. Според официјални податоци на МНР, по разни основи престојуваат 954 украински државјани. Според Македонскиот Црвен крст, кај нив за помош се регистрирани 297 бегалци од Украина. Само во Охрид престојуваат 22 лица. Покрај помош во хуманитарни пакети, им се нуди и помош во однос на евидентирање на нивниот престој со цел остварување на правата од социјална, здравствена заштита и образование. Сите кои што има потреба да ги запишат децата во градинка, во училиште или доколку им е потребна одредена медицинска помош за да се обратат до јавните здравствени установи во нашиот град, тоа е завршено, со тоа што тие добиваат посебни картони со кои што картони ги остваруваат овие права. На овие лица на располагање им е и психосоцијална помош од страна на психолог-волонтер во Охридскиот Црвен крст, како и отворени телефонски линии. Во меѓувреме, локални компании почнуваат да нудат работа за овие луѓе. За сите кои што сакаат да работат додека се овде, имаме заинтересирани компании кои што понудиле работни места, работа за нив, секако почитувајќи ги нашите законски регулативи, кои што ние исто можеме да им помогнеме да ги завршат. Најчесто бегалците од Украина се сместуваат кај нивни роднини и пријатели во земјава. Дека е потребно системско решение и еднаквост во пружањето на помош за сите државјани на Украина кои што се тука во цела Македонија. Ние значи ги имаме обслужено сите кои што се тука присутни, меѓутоа еве како што кажавте, доколку ова потрае, тоа не може само со еднаш да помине. Од МНР вела дека владата подготвува соодветен план за прифаќање, згрижување и сместување, како и регулирање на статусот на лица од Украина, а кои како последица на војните действија допатува или ќе допатуваат во Република Северна Македонија. Од Црвен крст на град Скопје велат дека ниту еден бегалец кој се наоѓа во земјава нема добиено статус на бегалец. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски од студиото во Вашингтон. Имајте убав ден. Се гледаме повторно утре. Пријатно.